Наместо обединување околу државните интереси и прифаќање на повикот за национално единство што беше предложено на Илинден, Социјалдемократскиот сојуз и Андреј Жерновски се залепија за талогот што го спомена премиерот Христијан Мицкоски. Таквиот пристап според дел од аналитичарите остава впечаток дека се препознале во терминот, па со тоа решиле да собираат ситни политички поени. Универзитетскиот професор Јован Кекеновски оценува дека ваквите реакции се непродуктивни, а конструктивна опозиција е таа што ќе придонесе за дефинирање на заедничките црвени линии во односите со Бугарија. Не само од председателот Мицковски, туку и од останатите говорници кои што беа, и во главно сите беа насочени кон желбата за национално помирување и желбата за обезбедување на национален консензус. Нема потреба од ваква реакција, наместо ваква реакција би било добро да се смират страстите и да размислуваат во насока како тоа да обезбедиме подобра позиција во идниот преговарачки процес. Во услови на засилени надворешни притисоци, приоритет треба да биде националниот консензус, а не политичко надмудрување, оценува професорот. Сигурно една конструктивна опозиција треба да размислува во насока на надминување на ваквите секојдневни, би рекол епитети кои што се ги упатуваат од една или од друга страна. И затоа сметам дека што побрзо ги надмине е подобро, бидејќи приоритет треба да биде Македонија, не треба да биде приоритет токму занимавањето и целокупното внимание насочено против ВМРО да помене, при тоа да се обидат на ваков начин да собираат ситни политички поени кои што сигурно дека нема да го подобрат нивниот рейтинг ако продолжат и понатаму на ваков начин. Премиерот Мицкоски на 2 август повика на обединување околу државните интереси и единство во македонските евроинтеграции. Од опозицијата пак решија да обвинуваат дека биле направени поделби.